Околу 200 штипски стечајци чекаат на законски измени. Сите тие поднеле документи за обештетување, но поради приватизацијата над предпријатијата, односно поради наводни спогодбени откази, за нив пари од државата засега нема. Дали овие новите измени се влезени и промените што ги вика жената за тие што се работиле на определено време па са си дале, па гастите се ги натерале одресно. Или треба да чекаме нови измени за тие? Не, тој ќе иде све у тој, у овој све ќе иде. Како ги контролисуе, како ги проверуе, така ќе се праќа решение. Ќе има ли некое соопштение дека луѓето треба наново да поднесуваат сите барања? Ќе има соопштение, ќе видимо на собраниска процедура и ќе се огласимо. Значи од јутре стечени работници нека иде во зала за работување да поднесе станува барање. Ќе известиме обавез. Новите законски измени денес на нив им ги образлагаше стечајната лидерка Лилјана Георгиева, давајќи им нова надеж за екзистенција. Ќе биде вопфатени акционерски друштва и приватизиране фирми, едино ќе треба да е биоработник во моментот, значи во фирма кога се е дешавала тај приватизација или настанато акционерско друштво. Ако е сменет матичен број на фирму, на жалост тие стечени работници не влегуваат во обештетување. Сепак спорни остануваат оние стечени работници кои своевремено тврдат дека биле изманипулирани да потпишат спогодбени откази. Има ли надеж за нив? Реагиравме до ресорно министерство да тој спогодбено, зашто има многу изманипулирани работници, а има и оние што су земали и надоместок по 5000 марке, 2000, 3000 марке што су напуштили работу. Така што еве се договоривме со ресорно министерство да се одделив тие групација за да можеме па додавку да дадемо на член 2, за да можеме натамо и тие лица да ги обештетиме, меѓутоа сега во моментот ќе не можем на жалост да влезе во закон. Првично, така наречениот стечаен закон требаше да опфати 3000 стечени работници, но нивниот број не е поголем од 1200. Има 200 решенија доделени у Штип и проблематично останува околу 180 и костурса решењето, така да мислам со овај закон сега што спомна Лилјана, ќе го фанете тие, така да ќе се намале бројот на неопределен, мислам бројот на примателите. Очекувањата се дека со новите законски измени на ниво на држава ќе бидат опфатени уште 1500 стечени работници.